Неколку денови по извештајот на Греко, каде 14 од 23 препораки се токму за МВР, се огласи министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој за забелешките од групата на земји против корупцијата се правда дека веќе формирале работна група, која ќе ги анализира препораките, односно критиките, кои се упатени за министерството, но не истакна на кој начин и кои ќе бидат првите оддели кои ќе се соочат со промени. И минатиот пат и сега најголемиот дел на препораките се во делот на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што се согледуваат при постапувањето со состојбите и на тој начин се отвораат прашања кои што треба да бидат променети. Ние веќе пред 2 недели во рамките на Министерството за внатрешни работи формиравме посебна работна група која што ќе работи на отстранување на сите забелешки и тие мора да финализираат до септември месец 2020 година. Бројот на забелешки не е мал, а тоа го потврдува и македонскиот представник на Греко, Ана Павлова Данева, која истакна дека ќе бидат потребни реформи во МВР, односно менување на законот за полиција, за внатрешни работи, како и промена на критериумите за избор на директор на Бирото за јавна безбедност. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција, Билјана Ивановска, чиј сектор беше исто така оценуван од Греко, биле дека забелешките се толку бројни за МВР, оти таму има највеќе детектирани проблеми. Па најголема била потребата од препораки, се откриле, се детектирале најмногу слабости во тој дел и затоа следат и препораките. Судијката Маргарита Цаца Николовска истакна дека извештајот на Греко е таков како што е, но и ги посоветува медиумите да водат сметка и реално да известуваат за состојбите. Последниот извештај на Греко е таков како што е, нема ние што тука да коментираме. Тие доаѓаат, посетуваат, наоѓаат ситуации. Тие ситуации во еден одреден временски период се затворени за јавноста, меѓутоа државата и по тоа се оценува дали дава согласност да бидат презентирани или не. Она што загрижува во јавноста, а тоа морам да кажам дека и вие новинарите треба да водите многу голема сметка, реално кога ја правите компарацијата со еден систем порано и еден систем сега, во насока на утврдување на фактичка состојба, да презентирате вистински состојби. Инаку во последниот извештај на групата на земји против корупцијата е заклучено дека внатрешната контрола во МВР не е доволно одделена, односно самостојна во однос на евентуалното политичко влијание и влијание од страна на министерот. Од МВР во препораките се бара детално и прецизно да се објавува колкав е буџетот, но и колку обуки се направени во однос на етичко однесување, почнувајќи од самиот министер, па преку високите функционери и полициски службеници.